Користењето на вештачка интелигенција за да им се овозможи на луѓето да останат во контакт со саканата личност која починала е понудено од неколку стартап компании. Така нареченото воскресение се потпира на создавање ботови за разговор или виртуелни двојници врз основа на социјалните податоци на починатиот, слики, гласовни и текстуални пораки, e-пошта и така натаму. Майкл Јунг работи за компанија наречена Deep Brain, која создава двојки со вештачка интелигенција. So Maxim, let's say I want to create of you. Then we go to studio. Доколку сакаме да те создадеме, одиме во студио, те снимаме, а ти читаш 300 до 500 реченици пред камера. И со тоа го имаме тој оригинален извор на видео, а потоа правиме еден месец машинско учење. По еден месец машинско учење го создаваме вашиот аватар, вашиот дигитален близнак или вашиот аватар кој ќе зборува. Основачот и извршен директор на компанијата наречена Storyfile, Стивен Смит, споделува некои биографски детали. Во реалноста тоа не е Смит, туку неговиот аватар. Вистинскиот Смит вели дека неговата компанија дозволува секој да ја раскаже својата животна приказна. Think of it like a living photograph. Тоа отприлика како жив фотоалбум што сите сме го направиле откако постои камерата. Она што го правиме, ја користиме вештачката интелигенција за поддршка на личноста чиј предок ги пренесува нивните сеќавања. Вонредниот професор по религија на Универзитетот Бейлор, Канди Кан, верува дека вештачката интелигенција може да послужи како добра терапевтска алатка која може да им помогне на ожалостените луѓе. Let's say you had a fight with your mom. Да речеме, сте се скарале со мајка ви пред да умре. Вашиот терапевт ве охрабрува да ја напишете писмо за работите што сакате да ги кажете и ќе добиете одговор што можеби би ви го кажала вашата мајка во таа ситуација. Но идејата за дигитално воскреснување е комплициран концепт и правно и етички, вели Ирина Раико, директорка на програмата за етика на интернет на Универзитетот Санта Клара. In a way, this sense that we can somehow keep... Се чини дека некако можеме да одржиме жива технолошката верзија на саканите. Ми изгледа чудно во однос на балсамирањето, но наместо да балсираме нечие тело и да се обидуваме да го задржиме со нас, ние се обидуваме да ги балсамираме нивните умови. Кларенс Джонс, кој го води Институтот за ненасилство и социјална правда на Универзитетот во Сан Франциско, вели дека тоа би можело да биде начин да се задржи историското наследство на некои луѓе. I think it's a superb technology. Мислам дека тоа е извонредна технологија на иднината. Сакам да им помогнам на секој можен начин, бидејќи во моментов живеат луѓе кои се многу поважни од мене, чии информации треба да ги чуваат. Но, како и кај повеќето нови технологии, тука постои голем потенцијал за злоупотреба.